Денеска оваа пресконференција ја свикавме со намера да укажеме на функционирањето на Економско-социјалниот совет во Македонија и на функционирањето на социјалниот диалог и социјалното партнерство. Денеска ќе укажеме зашто се држи репрезентативноста на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија веќе 2 години во ФИОКа, зашто се напаѓаат политички синдикалните лидери и зашто Конфедерацијата на слободни синдикати е под постојан притисок на оваа власт во изминативе години. Вчера имаше Економско-социјален совет, во кој што Економско-социјален совет учествувавме и ние и се разговараше за висината на покачувањето, тоест усогласувањето на минималната плата. Како што знаете, согласно законот за минимална плата, секоја година во март минималната плата се усогласува по 3 параметри, а тоа се трошоците за живот, порастот на минималната плата и бруто домашниот производ. Како синдикати, напоменувам, како синдикати, побаравме од функционерите кои што беа присутни на Економско-социјалниот совет оваа година, затоа што се прави измена во законот за носење на минималната плата секоја година и тоа мора да помине на собрание, да не се земе третиот параметар, а тоа е бруто домашниот производ, затоа што знаеме во каква состојба беше државата во изминатава година и дека тој е во минус. И побаравме државата да искаже малце солидарност спрема работниците, за да минималната плата достигне некое ниво во кое што работниците ќе имаат пари барем за основни средства во семејството. Од страна на вице-премиерот Битики, од страна на министерката Шакпанска, бевме одбиени во ова наше барање, зашто ни беше укажано дека ќе работат само согласно законот за минимална плата и дека мора сите 3 параметри да бидат поставени во усогласувањето за минималната плата. Но, во член 8 од законот за минимална плата, кој што го цитиравме пред премиерот, го прашавме дали и членот 8 ќе го почитуваат како што го почитуваат членот 4 во делот на усогласувањето на законот за минимална плата. Ова е членот 8 од законот за минимална плата, кој што во изминативе 4 години не беше почитуван од власт. Членот 8 став 1. Постојните колективни договори ќе се усогласат со овој закон најдоцна во рок од 6 месеци од денот на влегување во сила на овој закон. Став 2. Одредбите од колективните договори кои нема да се усогласат со одредбите од овој закон во рок од ставот 1 на овој член престануваат да важат. 4 години Конфедерацијата на слободни синдикати бара да се применува членот 8. Членот 8 од оваа власт е 4 години игнориран. Го прашавме јавно вчера и министерката за труд и социјала Шакпанска и вице-премиерот Битики. Истите на дрзок начин не исклучија од седмицата, ни го одземаа зборот и не дадоа да разговараме врз основа на законот за минимална плата кој што вчера беше на дневен ред на седмицата. Ете затоа почитувана јавност, Конфедерацијата на слободни синдикати се држи надвор од Економско-социјалниот совет, затоа се бараат подобни социјални партнери кои што ова ќе го проголтаат. Ние нема да го проголтаме. Што се случува со непочитувањето на овој закон? Како што знаеме, во 2019 година на 14 ноември глобите за неисплаќање на минималната плата или за поминала минимална плата од 6.000 евра за работодавецот беа намалени на 100, 200, 300 до 500 евра. Сега сите работодавци кои што примаат државна помош за исплаќање на минимална плата, полесно им е да ги платат глобите кои што се пропишани со законот, него да исплатат минималната плата.
Каде е тука трудовиот инспекторат? Зашто молчи трудовиот инспекторат за неисплаќање на минимална плата? Или за помала исплата на плата, помала од минималната плата, или за исплата на 1 или 2 динари во делот на исплатата на плата? Се кршат законите, но очигледно дека на работодавците им е полесно да ги платат глобите, него да ги дадат парите на работниците. Како што знаете, Конфедерацијата на слободни синдикати е претежно во јавниот сектор. 120.000 вработени примаат плата од буџетот на Македонија. Од тие 120.000, скоро половина се со средно образование. Тие истите, сега, помошно техничкиот персонал, Г4, помлад референт, Г3, референт, Г2, виш референт, сите се изнедачени со плата. За која реформа збориме во јавниот сектор? За која реформа кога власта истата таа власт не го почитува членот 8 од Законот за минимална плата, каде што треба да се усогласат колективните договори и треба да се усогласат платите. Значи, кога доаѓаме во ситуација да правиме популистички мерки, со кои ние ќе се пофалиме пред јавноста, тогаш доаѓаме во некоја ситуација дека минималната плата треба да порасне 400 денари. Дали е доволно за осиромашениот работник во оваа држава со 400 денари плюс да преживее? Кога знаеме дека многу пати баравне дека COVID-19 да се признае како професионално заболување. Професионално заболување каде што Фондот за здравствено осигурување ќе го исплаќа боледувањето до 100%. Не се случи тоа. Знаете дека искочија во месец октомври вице-премиерот, дека искочи, дека министерката после 2 недели ретерираше, ја повлече одлуката. Зашто ја повлече одлуката? Заради тоа што државата не е спремна да ги даде парите што им следуваат на работниците согласно законите во државата. Затоа КСС, Конфедерацијата на слободни синдикати, укажува сега јавно дека ниеден работник согласно Законот за работни односи не треба да прима минимална плата. Имаме ситуација каде што треба да се исплаќа минат труд. Имаме ситуација каде што треба да се исплаќа за работа во смени, турнус. Имаме ситуација каде што треба да се исплаќа за работа во празник. Зашто молчат институциите на системот? Зашто молчи трудовиот инспекторат? Или трудовиот инспекторат работи само онаму каде што ќе му покажат по преставки на одредени невладени, односно владени организации. КСС ги повикува сите работници кои што примиле минимална плата или помалку од минимална плата, да се обратат до Конфедерацијата на слободни синдикати, до правната служба и заедно со наша помош да постапиме пред институциите и да си ги остварат правата.